Благодарам, госпожо подпредседател, почитувани колеги и пратеници, почитуван министър. Мислам дека од некои од претходните говорници од ВМРО ДПМН беше искажена една констатација што за мене представува поразителна констатација, а тоа беше дека расправаме цел ден за џабе заради тоа што на крајот ова интерпелација нема да успее. Тоа е поразителна констатација за една демократска држава која што ги елиминира сите аргументи кои што ќе бидат искажани за било како проблем во Република Македонија и со силата на бројките сака да покаже дека што сакате можете да правите, меѓутоа ние имаме повеќе пратеници, заради тоа и погрешните политики ние ќе ги сочуваме и ќе обезбедиме опстојување во потомашниот период. Инаку, што се однесува до ова интерпелација за министерот за финансии господин Старевски, јас ќе ја поддржам заради тоа што сметам дека има многу причини заради кои што Старевски треба да замине од местото министер за финансии во владата на Република Македонија. Првата и основна причина, тоа го кажа и нашиот воведничар, а која што причина ги опфаќа сите последователни поред, е немањето на кредибилитет и немањето на интегритет да ја вршите функцијата на министер за финансии. Зошто ова го кажам? Заради тоа што прво сте министер кој што ги морализира и државата, и буџетот, и парите на граѓаните, оние кои што ги собирате и ги трошите за лечењето на хировите на ВМРО ДПМН, на Груевски и на фамилијата околу него. Затоа ниту еден граѓанин на Република Македонија не ви дал мандат за морализација на Република Македонија. И заради тоа мислам дека ако малку имате морал и ако малку имате етичност во себе, треба да понесете одговорност пред граѓаните на Република Македонија. Второ, немате кредибилитет, заради тоа што премногу најавувавте, дури од Вашингтон, кога бевте при формирањето на првата влада, дека не знам какви мерки ќе направите во владата на Република Македонија, ќе доживее Република Македонија економски бум. Ќе имаме странски инвестиции, ќе имаме многу нови работни места во Република Македонија. Каде се резултатите од сето ова што го ветивте пред граѓаните? Дали со немање на такви резултати, на такви сериозни ветувања за подобар живот на граѓаните, можете да останете рамнодушни и да излезете повторно арогантно да кажувате на граѓаните на Република Македонија колку сте добар министер за финансии. Најавувавте многу проекти кои што треба да се реализираат. Меѓутоа, ќе разговарам само за неколку од нив. Во делот зборуваме на странските инвестиции. Најавувани економски бум, најавувани многу странски инвестиции, најавување отворање на нови работни места во Република Македонија и што имаме како резултат на сето тоа? Секоја држава соседна поединечно на Република Македонија имаат неколку пати поголем број на странски инвестиции отколку што има владата на ВМРО ДПМН во Република Македонија. Нема да го прифатам аргументот дека е тоа заради економската криза. И во Албанија, и во Србија, и во Црна Гора, и во Хрватска, секаде има економска криза. Меѓутоа имаат министри кои што се совесни, кои што професионално си обавуваат својата работа, а не се подредени интересите на партијата и интересите на една група на луѓе во која што и вие сами отпаѓате. Кога говорите за странските инвестиции во Република Македонија, јас сакам да ве прашам, што е само истодомашните инвеститори? Зошто не добијат под еднакви услови да се борат на овој пазар на капитал во Република Македонија? Дали домашните компании и бизнисмени ви се потребни само за полнењето на буџетот по еден основ, плаќање на казни? Дали во тој дел македонската економија не ја поделивте на оние кои што се блиски до ВМРО и ја финансираат кампањата и купуваат избори, и на сите останати кои што се против ВМРО ДПМН? На сите оние кои што после секои избори им влегуваат инспекции во фирми, плаќаат баснословни суми на финансиски средства како казни и при тоа страдаат нивните вработени?
Од тој аспект мислам дека апсолутно немате право да говорите дека имате добра економска клима. Постојано наоѓате забелешки, реков, на секоја фирма, на секој граѓанин во Република Македонија, дека нешто не се работи како што треба, дека должат одредени финансиски средства и така натаму и така натаму. Ве прашувам, дали е успешност на еден министр за финансии како што се вие, господине Ставровски, ако во моментот имате 130.000 блокирани сметки заради неплатени обврски направени на физички лица, или последниот месец 33.000 сметки само за последниот месец? Дали е тоа успешна политика? Ве прашувам, дали е успешен министер да ги казни сите фирми и граѓани во Република Македонија кои што имат заостанати обврски, а вие да не понесете одговорност заради тоа што не го враќате данокот за додадена вредност на фирмите? И дополнително не давате одговор пред македонските граѓани колку должите на фирмите по основ на ДДВ, колку должите по однос на инвестициите кои што ги реализирате, колку должите по однос на изградба на овие глупави проекти кои што ги градите низ Скопје за сметка на немањето на основни инфраструктурни потреби на граѓаните на Република Македонија. Тоа се навистина прашања на кои што мислам дека треба да дадете одговор. Инаку, можете вие да говорите што сакате. Јас не знам дали господинот Ѓорчев се смета за коалиционен партнер на СДСМ кога говори дека Тораница, се излетово ги отвориле во нивно време. Ако бил до 2006 година коалиционен партнер на СДС, може да ги отвориле заедно. Ама, ако погледнете назад во документите и ако погледнете во периодот кога се реактивирани овие рудници, ќе ви стане јасно. И мислам дека не е доволно само на избори да се отиде таму, доволно е и потоа да се разговара со луѓето, да ги добиете овие одговори и да не ги лажете барем вашите гласачи. Втората работа, господине Ставлевски, зборувате за капитални инвестиции. За кои капитални инвестиции? За 6 километри автопат кој што е изграден Куманово-Табановце за 6 години. Тоа е врвното ваше достигнување. Луѓе, ниту вие, ниту тимот во владата, јас тоа го кажувам и во многу прилики, покажавте и докажавте, немате капацитет за реализација на ниту еден проект кој што е битен во Република Македонија. Немате капацитет да изградите ниту еден енергетски објект. Света Петка изградена 30% вие оставивме, за да 6 години ја градите и уште не може да биде пуштена во употреба. Вие сте само добри во едно, да ги склопувате бизнис делките кои што носат профит на ВМРО ДПМН. И едно време бевте многу заинтересирани за продажба на ТЕЦ Неготино. Затоа и на Викиликс ќе ви пишат Миловановиќ и Рикер дека не знаеме зошто владата на Република Македонија одби да го потпише договорот со Сенкап, но постојат сериозни сомневања дека скриени лични и политички причини имаа предимство над потенцијалната корист за Македонија од една ваква значајна инвестиција. Кој беше шефот за цела оваа работа? Зоран Ставревски. За ова треба да дадете одговор и пред граѓаните на Република Македонија. Исто така, сметам дека во овој дел не може да варате Спас како деновие што пишуваат весниците дека Ставревски Спас одговара во започнување на автопатот Демиркапија Смоквица. Исто така, морам да ви кажам дека состојбите во Фондот за пензиско инвалидско осигурување, Фондот за здравствено осигурување се катастрофални на фискален план. И како се зголемува бројот на вработените, а изворните приходи во Фондот за пензиско ви паѓаат? Како е можно во 2006 година да имаме дотација од буџетот 9 милиарди денари, денеска да имаме 17,5 милиарди денари? На толку многу вработени кои што вие сте ги вработиле во овие 6 години. Тоа е вон секаква човечка логика, не економска логика. Навистина мислам дека секој изговор кој што ќе го дадете и во делот на Фондот за пензиско и во здравство, мислам дека нема основа и не држи заради тоа што навистина лошите економски политики и таа боморовизација која што ја направивте не допринесува за доброто на граѓаните. Впрочем, на крајот да ви кажам, не сакам апсолутно да дадам подршка на човек кој што ги дели дури и општините во Република Македонија на СДСМовски и на ВМРО-вски. Куманово ви бара мислење за задолжување. 4 месеци не мотате за да денеска добиеме одговор дека не можете да ни дадете писмо, дури не ви доставиме други материјали. По кој закон имате право вие да барате да ви доставаме
други решенија, а дури тога да се изјасните по барање кое што било доставено. По ниту еден важечки закон за Република Македонија. Ако мислите дека така треба да ја градите Република Македонија и така да ја делите по политичка основа, мислам сериозно дека се лажете и мислам дека уште еднаш покажувате големо лицемерие и ароганција пред граѓаните на Република Македонија. Заради тоа треба да проработи совеста во вас и сами да си поднесете оставка. Благодарам.